И здраво на сите, Мартин од Јаки коли тука. Моментално сме во Прилеп, поточно на булеварот Гоце Делчев, кој што беше исполнет со многу интересни возила, бидејќи како што читате горе имаше еден кар шоу кој што беше поддржан од Вози.com, од општината Прилеп и многу други помагатели. За тие што не беа на овој настан, ќе се обидам вака виртуелно да ви прикажам барем дел 90% од возилата кои што беа изложени. Можеби нешто сум пропуштил, но вака генералната слика ќе ја видите како изгледаше настанот. Приметувате, има многу интересни возила, еве конкретно и ова BMW со ова прекрасна боја. Не само возила, туку имаше и мотори, како овие чопери или овие тркачки мотори. Интересна е и оваа боја на оваа Mazda заедно со Pink Panther, многу женски дечиња се слика со нејзе. Како што гледате, заближувате и доста гужва имаше на настанот, бидејќи беше и празник, 11 октомври и Прилеп беше преполн со луѓе. Еве ги ликви моли со нивното RS5 тука паркирано, како што го забележавте. И одредени други помагатели, како што спомнав. Прекрасна Opel Astra, убаво средена, Civic, значи Honda Civic секојаш на било кој кар митап ги има. Многу секоја си е посебна на свој начин, интересни се дотерани направени, ќе видите неколку на овој кар митап. Сега се префрлуваме на другата трака на булеварот, каде што забележуваме исто така малку поразлични возила, поготово ова Фиќо со многуте награди што ги има освоено. Дефинитивно е интересен примерок. Одма после него уште едни постари возила кои што се исто така наџиџани, интересно направени и они како што забележувате си ги имаат изложено наградите. Еве едно BMW кое што е спуштено буквално до земја и доста интересно изгледа со многу пехари. Еве уште едно и уште многу други до душа. BMW-њата секогаш и преовладуваат на сите овие настани кар митапи. Еве има еден Mercedes кој што не знам дополнителни информации за него, веројатно е интересен примерок и тој. Еве да го дзирнете и BMW-то под хаубата. Некој Гранде Пунто, исто не знам што конкретно е модифицирано кај него. Некои од возилава вака навидум личат дека се сток верзии, меѓутоа чим се пријавени на ваков некој кар шоу, сигурно има нешто што ги одваја од другите. Golf 5 исто така имаше многу. Еве една постара Opel Astra, Vice City Club, сите значи си ги представуваат своите клубови на вакви настани. Ќе видите неколку клуба се пријавени. Ова GTI голфче е доста интересно, доста намрштено изгледа и мене ми се допаѓа. Сега ќе одиме на кај главната сцена да ги видите. Предпоставувам да таму имаше и можеби и најатрактивните возила беа таму паркирани. Сега малку ќе се спровнеме низ оваа гужва. Моментално го разгледувате и центарот на Прилеп, кој што е еден прекрасен град, поготово жив за овој празник на 11 октомври и поготово интересен дух му вдахна овој настан. Еве ги и постарите BMW-ња кои што стално обавезно ги има на овие кар митапи, доста интересни возила, а одиме ние на кај главната бина. Еве го банерчето на Vozi.com, нашите пријатели и спонзори. Тука ќе видиме некои исто така интересни возила, поготово ова Honda која што изгледа ретро, а во исто време малку и футуристично, така да одличен примерок. Јас лично прв пат ја гледам, ми остави добар впечаток. Не знам кој од овие освоја награди, претпоставувам освоила некоја награда, конкретно ово возило. Еве уште една Honda во интересна боја, кабриолет. Еве и главната бина, значи за 11 октомври.
Инаку да, имаше и актуелна забава, диджеј, музика и сите тие пропратни ствари за да си проаѓаат поубаво сите овдека присутни, но не можам директно звукот да го пуштам од самиот настан, чисто ради копирајт, YouTube не дозволува да се користат разноразни песни во позадина, па затоа јас вака отпослем колку што е можно ќе ви ја прераскажам атмосферата. Еве интересни Mitsubishi Eclipse заедно со Volkswagen EOS во иста идентична боја. Претпоставувам дека се од исклуп, може да и грешам, но дефинитивно убаво изгледаат. Сега ќе се префрлиме на другиот дел, карши главната бина на овој древњак, каде што имаме крос мотори заедно со офроуд екипата. Ќе видите едни уникатни, не секојдневни возила кои што служат за некои недостапни терени, но за овие возила дефинитивно може да пројдат и таму. Интересен Fiat армиско джипче заедно со овој исто така зелен камуфлажа Golf. Одма каршини имаме едно јукцек, може да го видите ете и под хаубата како е дотерано, што е средено, има освајано како што гледате и некои награди. И сега се префрлуваме на другиот дел од булеварот. Еве интересна застава, снага се осеќа напишале, што интересен надпис, интересна Ford Fiesta, така да имаме од се по нешто. Многу ми се допаѓа Subaru Impreza, поготово во нивната класична плава боја. А сега да видам каде сум тргнал, сега идам од другата страна на булеварот, каде што е овој Dodge Challenger, заедно со ова прекрасно BMW кое што исто така е спуштено до земја со интересен преден лип. Моторот го гледате моментално и сега одиме понатаму да видиме што има до крај. Значи на булеварот постојано имаше возила, постојано река од луѓе кои што беа заинтересирани да ги погледнат, да ги дзирнат. Еве како што гледате и по професионални колеги со одредени гимбали снимаат тука одредени прилози. Нормално не сум 100% сигурен дека сите можни возила ги успеав да ги снимам, сигурно нешто сум пропуштил, нека ме извинат тие што не сум ги фатил од возилава. Интересна Алфа Ромео во една интересна жолта боја. Одиме понатаму. Ова секојаш зима внимание, жолтото корсиче со Пикачу налепници, па дури мечиња ставил на хаубата, како што гледате и многу деца се вртат околу тоа возило. Интересна Honda имаше до нив. Чат-пат по некои Ауди може да се каже, но дефинитивно превладуваа голфовите и бембињата од разноразни генерации. Вие можете да ни кажете во коментари доколку го гледате ова видео на YouTube кој од овие возила највеќе ви се бендиса, кој е вашиот фаворит. Јас овдека малку се тргам од гужвата, одам по десна страна, каде што видов интересни голфови, да. Повеќето беа GTI, еве и некој широко, каравани Аудиња имаше доста, веројатно појачани. Еве една Honda Accord. Секако имаше доста звуци од самите ауспуси, многу од овие возила ги турираа, но баш поради неможноста да прикажам звук ради музиката у позадина, ве поканувам на вакви настани да си дојдете да осетите таа атмосфера. Реално не ги има малце, скоро на неколку месеци во одреден град во Македонија дефинитивно има некој ваков сличен настап. Така да ве поканувам и да ја осетите атмосферата да дојдете. Поготово ако сте љубител на автомобили, многу е поразлично во живо кога ќе дојдете да ги видите сите овие возила, па дури сопствениците ќе ви кажат одредени карактеристики за нивните возила, што е менувано, што е дотерувано, па и да си седнете внатре, па и да пробате, па и да слушнете како звучи и така натаму. Ево го веќе завршува делот на булеварот и полека ќе правиме еден
круг на лево и се враќаме нагоре, па ќе свртиме малку и на десно од градот и на лево од градот, тоест од центарот, за да интересни вратијата на еден голф, не знам дали ги забележавте, нагоре се крива. Може би некои од овие возила ќе видиме нешто во детали, некои од луѓево што се тука дојдени лично и ги познавам, ако успеам некако да договорам, па ќе направиме детални ревјуа за некои од овие возила, ќе видиме за кои ќе бидат, се уште не можам јасно да ви кажам, но затоа стиснете subscribe, следете ме и веројатно некои од овие возила ќе ги имаме и на еден мини тест, ајде да речеме така, заедно со коментари од самиот собственик кој што ќе ни кажува подетално за возилата. А иначе да, муабетот ми беше, сега ќе одиме и од лево на центарот на градот и од десно, каде што исто така имаше интересни возила кои што за малку ќе ги заборев, мислев дека е само булеваров, но има и од лево и од десно. Интересни налепници, значи на поготово ова BMW и не само ово, и на многу други возила имаше интересни бои и стикери и налепници и што и да е. Одиме сега нагоре. Како што приметувате, постојано имаше река од луѓе, така да голема заинтересираност имаше овој настан, доста луѓе пројдоа тука. И траеше и богами неколку сати, од 12 па таму до кај 4-5, мислам дека постојано беа изложени овие возила. Имаше и сектори за храна, така да можеше некој да си нараче некоја скара, доколку огладнеше. На моменти приметувате дури и едва и можам да се разминам, затоа претпоставувам дека ќе има посебни видеа за некои од овие возила, така да ќе гледам да направам подетални видеа едно по едно за некои од овие. Еве уште едно интересно возило кој што личи од Need for Speed играта, може да се каже, па се сврнав повеќе на кај BMW-то, убави бандаши беа тие. Имаше и одредени штандови каде што беа изложени разноразни, ете гледате, задни браници, дифузери, што и да е, за купување, одредени козметики за коливе и така натаму. Сега да видиме каде сум отишол, а да, повторно сум тука во кај комерцијална банка, каде што тука е екипата на голфовите и сите со подигнати хауби, така да ќе ги дзирнеме сите по ред. За сите љубители на голфови, аз знам дека ги имам многу, така да ако имате голфчи и сакате да го доработувате некако, да правите некои интересни ствари, на ваков некој настан можете да си дојдете и еден муабет да направите со власниците, ќе ви кажат кој што од каде земал дел, каде го нарачал и така натаму. Сега идеме во овој круг, каде што тука мислам дека беа некои од возилата на Extreme Power City Скопје паркирани, да. Нивната Шкода Фабија RS, заедно со Opel Corsata, кој што си имаше и дури изложено одредена листа, точно конкретно за што се работи, така да интересно, за да може да се прочита некој што е заинтересиран. Renault Megane, гледате BMW, Opel, Honda и така натаму. Сега одиме околу фонтаната да видиме што има. Со ова BMW многу се сликаа луѓе ради атрактивната така дречлива боја. Уште еден Renault Megane. Позади имаме Peugeot 106, доста интересно направено и ова мислам дека има освајано многу награди, си има и свој Instagram профил, можете да го заследите кај што постира фотки од него, Peugeot долна црта 106, исто од Extreme Power City како што прочитав, веројатно е од тој клуб.
BMW не престана, значи постојано има BMW, некој што е љубител на нив може да се изнагледа. Еве еден интересен Golf R32, барем мислам така беше. Караванско BMW и од озгоре ја гледаме споменикот заедно со бината подалеку, да ја видите атмосферата странично. Еве тука барем неколку аудиња имаме изложено, но во споредба со BMW и Golf драстично помалку ги тюнингуваат аудињата. Сега мислам дека ќе одиме од другата страна на градот, кај што имаше многу фиќовци и други некои олтајмери. Сега нив ќе ги видиме, еве во разноразни бои наредени, така да ве враќаат дефинитивно во времето. Тие што се љубители на олтајмери, веројатно овој сектор им беше можеби и најинтересен. Имаме и некоја пегличка. И остатокот од овој дел сега ќе го дзирнеме. Тука има и некоја бубичка. Постер некој Opel таму во позадина. Уште една буба со некои награди. Дефинитивно добро сработена. Застави, стокецови, југовци. Цел град беше, поготово центарот, исполнет со вакви некои интересни возила. Еве и Toyota Celica, интересно направена, или интересни фарови како Buckeye ги викаат. Некои од нив беа со отворени хауби, така да можеше некој дефинитивно, ако ја обожава моториката, моторите да ги види од блиску на овие возила. Еве Toyota Celica 7 генерација, која што ја имаме снимено на овој канал. Првото видео ми беше со нејзе, можете да погледнете веќе таа епизода.